Господинот Ивица Тошевски. Господине Тошевски, се слушаме, добро утро. Се слушаме, добро утро и до вас и до вашата емисија Утрински брифинг и до сите слушатели и гледачи на вашата емисија. Ви благодариме. Она што го пишуваат македонските медиуми, редовно известуваат за заразени лица на територија на цела Македонија. Ранковце на еден од сајтовите, на повеќе од сајтовите, излезе дека има едно лице заразено. Не знам колку е оваа бројка точна, може би работите се имаат променето, но каква е генерално ситуацијата во Ранковце? Па, веќе се две лица заразени кај нас до оваа болест. Значи, првото лице е вработено здравствен работник, вработен во Центарот за јавно здравје Крива Паланка, односно Куманово, и во самоизолација со неговото семејство. Второто лице е возач на камион по вратницата за западноевропските земји. Исто така и неговото семејство, и тој се во самоизолација, и покрај него уште 10 други лица со кои имало контакт се во самоизолација. Значи бројката е од две лица, за жал, на една мала општина. Кој што може да се прошири евентуално? Па не би требало, сите мерки што ги преземаме до сега ние како општина, јас како командант на кризниот штаб за заштита спасување во општина Ранковце, значи одржавме до сега 5 состанци од појавување на оваа болест и од преземените мерки од страна централниот штаб и препораките што следаа понатаму. Значи од наша страна се преземени мерки неопходни за справување со оваа болест, односно ги затвориме двата пазари, зелениот пазар и сточниот пазар во општина Ранковце. Исто така ги затвориме сите спортски објекти кои се наоѓаат на територија на општина Ранковце и во сама централна населба кај што се наоѓа општината и во другите населени места, салите. Преземаме низ сет на мерки со кои мислиме дека ќе се бориме со оваа прека болест, меѓу кои, да речеме, се наложи на јавното комунално предпријатие Чизден од Ранковце. Имате ли доволно дезинфекцијски средства, бидејќи претпоставувам те јавни површини треба да бидат во постојана хигиенска состојба? Па до сега се справуваме, имаме хигиенски средства, значи со хлор се дезинфицирани речиси сите улици во погусто населените населби долж магистралниот пат за Бугарија, за Крива Паланка. Дезинфекцијата ја вршат вработените од територијалната противпожарна единица Ранковце, односно пожарното, заедно со вработените од ЈКП Чизден. Исто така и кај нас овде во просторите на општинската зграда се врши дезинфекција. Вработените се опремени со доволен број на маски, со ракавици. Околу снабдување со маските ни помогна колегата Илија Јовановски, градоначалникот од Прилеп, ми прати 200 броја. Исто така фирмата кај нас што обстојува БОС. Добро, тоа предпоставувам. И тие ни донира 500 маски и уште 500 треба сега да ни донираат. Кој дел од тие маски ги поделивме на место население по некои населени места тука во општина Ранковце. Градоначалниче, пред малку разговарав со градоначалникот на Желино, господинот Блерим Сејдиу. Изнесе во јавноста еден посериозен проблем, а тоа е образованието кај основците генерално, кои што немаат достапност до интернет, односно некои од нив немаат ни, како што рече градоначалникот, компјутери или таблети за да ја следат онлайн програмата. Кај вас во Ранковце го имате овој проблем? Па, мислам дека и кај нас го има многу во помал број, бидејќи директорката на основното општинско училиште е член на кризниот штаб и беа дадени насоки баш у тој смер да се одржува онлайн настава преку интернет со учениците. Мислам од како што сум информиран од нејзина страна дека се следи наставата, дека сега оди добро, со исклучоци, мали исклучоци каде што некои
ептен посиромашни семејства немаат интернет и апаратура да се вклучат компјутери. Да, ама на таквите семејства најмногу треба да им се помогне, што значи Па ние веќе преземаме некои мерки, значи работиме на тој план и во делот на образованието да ги опремуваме преку Црвениот крст, меѓу општински Крива Паланка и Ранковце веќе поделивме некои мали помоши на тие посиромашни семејства на територијата на општина Ранковце и овој дел го координираме со директорката, мислам дека ќе се надмине и тој проблем. да, треба да им се овозможи компјутери или таблети кои што верувам дека оние поголемите училишта кои што во моментов имаат ставено клуч на врата можат да ги ослободат за токму за овие граѓани. Да, само можеби не е лошо, како што рече градоначалникот на Желино, да побарате формално од Министерството за образование и вие да го направите. Тоа секако и ние ќе го направиме. Ќе упатиме барање до Министерството токму за граѓаните на Ранковце кои што немаат достапност до оваа настава, бидејќи децата не смеат да трпат врз основа на оваа пандемија. Граначалниче, ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за утрински брифинг. Ќе бидеме во контакти понатаму и доколку има потреба ќе ве вклучиме повторно, се надевам. Благодарам и на вас и би сакал да упатам еден апел до граѓаните на општина Ранковце да се воздржат, значи, од собирања, за да останат и понатаму колку можат покрај секојдневните работи што мора да ги вршат нивни, да се воздржат и да не се движат толку и да не се собират во поголеми групи, за да се справиме со оваа прека болест што можеме побрзо и да им посакам здраве и среќа. Тоа што значи полицискиот час не се почитува многу? Не се почитува полицискиот час, преземени се мерки, значи јас претходно почнав да ви елаборирам дека во штабот секојдневно го викаме командирот на полициското одделение во Ранковце. Тука учествуваат и други од здравствената амбуланта, лекарот, значи сите препораки во целина речи се со мали се координираат и се почитуваат. Да им мерки што ги кажавме претходно. Так. Да им посакаме на лицата заразени од од COVID-19 што побрзо опоравување, на останатите да се чуваат безбедни, бидејќи оваа пандемија ќе потрае уште некое време, барем така велат експертите. Уште еднаш благодарам господине Тошевски. Благодарим и до вас.